Годинава новозаболени од СИДА најмногу има во Кочани, покажуваат анализите на центрите за јавно здравје. Додека првите 10 месеци на 2015 година беа мирни, во 11 месец, во месец ноември, имаме 3 ново регистрирани случаи на ХИВ позитивни. Овие 3 нови случаи кои ги регистрира нашиот Центар за јавно здравје се 2 се машки, 1 женско и се на возраст од 20 до 29 години. Нови случаи годинава има и во Штип. Ова година имаме 2 нови случаи на носители на ХИВ вирус. Не се болни, меѓутоа се носители. Значи вкупно досега имаме 9 ХИВ-СИДА, од кои 20 се починати, а останатите 7 се уште се со носителство на вирусот. Младите помеѓу 15 и 24 години во изминатите неколку години се покажале како најризична група за потенцијална зараза од ХИВ вирусот. Дури 50% од ХИВ позитивните се на возраст помеѓу 15 и 24 години. Значи, таа е најранливата популација и тука навистина треба едукација. По мене треба да се влезе во средните образованија, во средните училишта со предмет сексуално воспитување или сексуално преносливи заболувања. Освен старосната структура, промени има и во начините на пренесување на вирусот. Во почетокот беа хомосексуалците тие што беа, ако мислевте на тоа, најзагрозената категорија. Меѓутоа, најновите податоци на прво место се хетеросексуалните односи. Веќе 42% се хетеросексуални односи, значи луѓе кои имаат нормални навики на секс, а хомосексуалците се со 29% и интравенските наркомани се со 6%. Значи таму каде што беа најранливи категории делувано и има успех. Меѓутоа сега веќе се пренесува каде што имаме нормален сексуален однос. СИДА е неизлечива болест, па превенцијата е од исклучително значење, а превенцијата доаѓа преку едукација. Имаме голема општествена и морална одговорност, бидејќи работиме со млади луѓе, да ги едуцираме како да се заштитат од ова бела чума на овој век. Затоа сметаме дека е доста актуелна темата која што треба да ја споделиме со нашите студенти и општо со јавноста. Колку ваквите предавања се интересни за оние на кои им се наменети. ХИВ вирусот и СИДА се нов тренд на овој 21 век во ново живење и ваквиот тип на трибини е од големо значење за студентите, пред се за младите луѓе, затоа што делуваат едукативно и како да се заштитат и нешто повеќе да дознаат за овој вирус. За прв пат опасноста СИДА беше потенцирана во 1981 година, кога беше предупредено на можноста од појава на пандемија. Од тогаш досега во светот со ХИВ вирусот има регистрирано над 60 милиони заразени.